поканувам доцент Митевска да продолжи со своето предавање. Напреднат третман, новини во третманот на напреднатата срцева слабост. Повелете. Само малку како не направам. Почитувани колеги, драги гости, добар ден на сите од мене. Сакам сите да ве поздравам, да ја поздравам целата организација на овој многу важен настан, практично првата школа за напредната срцева слабост. И мене ми е многу драго што сум дел денес од овој настан. Зборуваме за една изузетно важна тема која не е засега не само сите нас тука пред се нашите пациенти. Мојата задача денеска е да говорам за што подразбира медикаментозниот третман на напредната срцева слабост со редуцирана левокоморна функција, а базирана на последните препораки. Веќе слушнавме кое е значењето на срцевата слабост. Еден огромен здравствен светски проблем кој засега повеќе од 60 милиони луѓе во светот или повеќе од 5 пати од сите пациенти кои имаат карциноми. Морталитетот изнесува повеќе од 50% за 5 години, односно 50% во првите 6 месеци доколку зборуваме за напредната срцева слабост. Број 1 причина за хоспитализација кај возрастната популација, огромен број на рехоспитализации и за жал и покрај целиот напредок на медикаментозниот и немедикаментозен третман, овие пациенти се уште имаат лоша прогноза. 9 од 10 пациенти имаат симптоми покрај оптималниот третман, односно веќе слушнавме дека околу 10% практично спаѓаат во групата на напредната срцева слабост, односно 1/3 има ризик истата да ја влоши. Со секое влошување, со секоја хоспитализација, тој еден виртуелен зачаран круг, пациентите се поблиску до смртна, односно ова е една траекторија како оди практично патот или приказната на овие пациенти, со секоја хоспитализација се влошува прогнозата, а оној момент или milestone event е кога пациентите и покрај оптималниот третман, медикаментозен и покрај одредена девајс терапија, дали е тоа ICD или CRT, доаѓа до влошување, до прва хоспитализација, каде што веќе мора да размислуваме што понатаму, односно правилна селекција на одредена механичка потпора, девајс или срцева трансплантација. Нашата цел е секако да го морталитетот, хоспитализациите и квалитетот, да го подобриме квалитетот на живот. Веќе слушнавме што подразбира напредната срцева слабост, јас тука нема да се задржувам. Еден голем регистар, Европски регистар за напредната срцева слабост 2021 година го воведува уште еден мнемоник, така наречен, односно како да ги препознаеме овие пациенти преку I need help, еден алгоритам, кои се пациенти кои треба да ги реферираме во центри кои работат напредната срцева слабост. Пациенти кои имаат потреба од инотропи, ниха класа 4, влошена ендорган функција, ежекциона фракција под 20, малигни коморни ритми или активација на дефибрилатор, рекурентни хоспитализации, ескалација на диуретска терапија, низок крвен притисок и прогресивна интолеранција на оптимален медикаментозен третман. Сега имаме многу бројни предизвици и многу бројни, да кажам, потешкоти, изузетно е комплексно да ги третираме овие пациенти од повеќе причини. Како што реков, имаат висок морталитет, имаат лош квалитет на живот, се постара популација, лоша толеранција на оптимален медикаментозен третман, чести хоспитализации, потреба од високи дози на диуретици и инотропна подршка, мултиорганско засегање, а пред се, како што слушавме, влошување на бубрежната функција, што е важен параметар прогностички, анемија, резистенција кон диуретици, потреба од напредната терапија и изузетно лоша прогноза кај оние пациенти кои не се кандидати ниту за механичка циркулаторна подршка, елват или срцева трансплантација и имаат значено лоша прогноза. Една голема канадска студија која ги анализира пациентите со напредната срцева слабост, токму заклучува дека оваа група на пациенти практично се и во најмал процент имаат оптимизирана, односно ги добиваат потребните лекови при испис, а и при 90-дневен follow-up, ако погледнете, значи ова се црвените столбови во однос на АК инхибиторите, бета-блогаторите, значено помала процентна прескрипција, а се со највисок ризик, најголем морталитет. Кои се све лимитациите? Тоа се повеќе причини,
како што е прецереналната дисфункција, азотемијата, хипотензијата, хиперкалемијата, брадикардијата и глобалната лоша кондиција на овие пациенти. Имаме 5 клучни патишта кои доведуваат до срцева слабост и ја влошуваат истата, тоа се РАС системот, ангиотензин 2, норепинефрин, алдостеронот, непирилизинот и SGLT2 рецепторите, и токму на овие практично на инхибицијата или моделирањето на овие патишта е основата на современиот медикаментозен третман, кој подразбира 4 мајорни столба, тоа се ARNI или АК инхибитори ARB, бета-блокатори, МРА антагонисти и она што ја направи револуцијата, SGLT2 инхибиторите. Ова се стартните дози и таргет дозите за кои верувам сите ги знаете и нема да се задржувам. Што е она што се препораките 2021 и беа уште еднаш, значи потврдени со најновите препораки, она што беше ново 2023 година, значи столбот или класа 1, индикацијата е се овие 4 лека за кои зборував, односно луп диуретиците доколку имаме конгестија, а сето ова со цел редукција на смртноста и хоспитализациите кај овие пациенти. Понатаму, доколку нашите пациенти се симптоматски покрај оптимален медикаментозен третман, имаат ниска ежекциона фракција под 35, имаат веќе малегно нарушување на срцевиот ритм, исхемична кардиомиопатија после 40 дена од инфаркт, имплантација на ICD, класа 1, односно класа 2 кај неисхемична кардиомиопатија. Другата опција кај исто така симптоматски пациенти кои имаат барем 3 до 6 месеци оптимален медикаментозен третман, ежекциона под 35, морфологија, блок на лева гранка со проширен QRS комплекс и во зависност од истиот ресинхронизациона терапија, класа 1, односно 2, во зависност од ЕКГ параметрите. И понатаму, секако опција, доколку имаме соодветна анатомија оптимална хирушка или перкутана реваскуларизација, а кај пациентите што се со напредната срцева слабост, кои имаат симптоми понатаму и покрај оптимален медикаментозен третман, тешка секундарна митрална регургитација доаѓа во опција H2S repair или mitral clip како индикација 2А, секако доколку се исполнети соодветни критериуми за поставување на истиот. Овие 4 столба на терапија, она што е ново, за разлика од претходните европски препораки, е брза, практично симултанна користење на сите 4 лека со брза titracija на истите до максимално препорачени дози, секако индивидуално во зависност и од подносливоста на истиот. Доколку ова се сите лекови со класа 1А индикација, доколку пациентите не толерираат бета-блокатори или имаат срцева фреквенција над 70 и покрај терапија со бета-блокатори, тука доаѓа во обзир и вабрадинот со класа 2А, ниво на доказ Б и С. Пациенти кои имаат симптоми и влошување покрај максималната, односно оптимален медикаментозен третман, имаат веќе една хоспитализација или биле третирани со интравенозна диуретска терапија последните 6 месеци, тука е вересигуатот, со индикација 2Б ниво на доказ Б, дигоксинот со исто ниво на доказ ке пациенти со оптимален медикаментозен третман со цел да се намали ризикот од хоспитализација и смртност, и да не заборавиме анемијата, која и како се потенцираше оваа година со Ironman студијата, каде што сите пациенти кои се со напредната срцева слабост и кои имаат анемија класа 1 во однос на подобрување на животниот квалитет, односно 2А редукција на смртност и хоспитализација. И ова се чекорите како ние практично ги третираме и како патуваме во оваа приказна на пациенти со напредната срцева слабост. Значи, рековме, првиот чекор е да оптимизираме брзо, значи 4 столба на терапија, диуретици доколку има потреба. Доколку пациентите остануваат симптоматски покрај медикаментозниот третман, како што кажав, опциите се дефибрилатори, CRT, меѓутоа доаѓаме до тој D стадиум или стадиум на напредната срцева слабост, рекурентни хоспитализации, каде што се она што сме направиле не дава соодветен ефект, и тука доаѓаме до 3 опции: правилна, навремена селекција, како што професор Сабриновска веќе спомна, тој златен прозорец, девајс терапија, трансплантација или за жал или палијативна грижа. Стронг HF студијата беше таа која ги постави новите препораки симултан вовед на сите 4 лека и брза аптитрација до првите 6 недели, тоа е класа 1Б.
Што значи titrирањето? Почнуваме со помали дози, titrирање во период од 2 недели да дојдеме до оптималните во период од 6 недели доколку имаме добра толеранција. Сето ова во однос на стандардниот пристап значајно гледате редукција на кардиоваскуларен морталитет за 44% редукција на реадмисии и вкупниот морталитет. Значи брза, симултана апликација на сите лекови, брза титрација. Единствен лек кој практично од старт не ги титрираме, тоа се SGLT2 инхибиторите, кои одат од 10 мг и така продолжуваме, меѓутоа сите лекови кои ги воведуваме понатаму исто така доколку имаме потреба од верисигуат, значи сите се титрираат и препораките се да тоа го направиме по можност во првите 6 недели. Меѓутоа, реалноста е сосема поинаква, а реалните пациенти најдобро ги одразуваат големите регистри. Така да еден голем регистар покажал дека, за жал повторно, ке овие пациенти со напредната срцева слабост, ке видиме дека во еден огромен процент, особено ке ARNI, меѓутоа не така помалку и ке AKI инхибиторите и MRA антагонистите, пациентите не ги добиваат лековите. Најчеста причина е на стравот од несакани ефекти. Помала причина се финансиските потешкоти, меѓутоа ако видиме и избалансираме што губиме ние и што губат нашите пациенти, доколку не ги применуваме препораките, значи значајно намалено преживување, хоспитализација, смртност, лош квалитет на живот. Накратко јас ќе поминам низ сите што е она evidence-based медицина. Револуцијата секако во однос на медикаментозниот третман ги направи SGLT2 инхибиторите, не само за пациентите со редуцирана срцева слабост во целиот спектар на срцева слабост, погледнете многу бројни механизми каде све позитивно делуваат, веројатно тоа е нивната практично на сите фенотипски експресии на срцева слабост се покажа како корисни во однос на нефропротекција, васкуларна протекција, неуропротекција, безмедни сме во однос на хипогликемија, хиперкалиеми, кетоацидоза, она што најмногу нас не интересира, значајно повелен ефект врз самиот миокард, фиброза, намалување на прелоуд, афтерлоуд, изиден стрес и сето тоа ги имаме студиите кои се лендмарк студии, се започна од Emperor Reduced, кој покажа значајна редукција на групата третирана со емпаглифозин 10 мг во однос на плацебо 25%, релативна редукција на смртност и хоспитализации, значајна редукција на рехоспитализации. Она што е за нас многу важно, бубрежната функција, ќе гледате како се разликуваат кривите на пациентите третирани со емпаглифозин во однос на плацебо, значи значајна ренопротекција. Понатаму продолжува DAPA-HF студијата, слично значајна релативна ризик редукција, хоспитализација и смртност за 26% и метаанализата од овие студии на страна на SGLT2 инхибиторите во однос на примерните и секундарните исходи. Многу важно, значи пациенти со акутна влошена срцева слабост, и тука SGLT2 инхибиторите значи секако пред испис да биде оптимизирано, меѓутоа она што имаме докази дека ги воведуваме рано, односно ке пациентите кои не се повеќе, значи минимум 24 часа од прекината инотропна вазопресорна подршка, 6 часа од помината корекција на интравенозна диуретска терапија, систолен крвен притисок над 100, бубрежна функција GFR над 20 мл на минута. Сите овие пациенти, овие критериуми практично ни даваат, не ослободуваат, ни даваат за право да ги воведеме овие лекови. Не треба да не плаши почетната редукција на бубрежната функција, намалувањето на гломералната филтрациона рата во првите 2 недели е нешто очекувано поради намалување на гломералните притисоци. Тоа е некаде до 15-20%, значи тука не ги прегинуваме лековите, се она што е нагло зголемување за 30%, тоа евентуално тука да. И ова е метаанализа на 3 најголеми студии SGLT2 инхибитори ке акутна срцева слабост, ке видите дека оние пациенти кои се третирани во акутната фаза, следени 9 месеци, значајна редукција на реадмисија и влошување во однос на пациенти кои не биле третирани со истите. Понатаму секако ARNI, нивната предност во однос на AKI инхибитори и ARB, секако доколку имаме можност да ги применуваме, повторно базирана на студии. Парадим студијата беше онаја која докажа значајна редукција на кардиоваскуларниот морталитет во однос на еналаприлот.
Многу бројни позитивни ефекти, пред се ради непирализин инхибицијата, изголемување на пептидите со сите нивни позитивни васкуларни ефекти и ефекти во самиот миокард и затоа практично и предноста на овие лекови. Нема јас да зборувам, веќе слушнавме, значи класификацијата Интермакс, која пациентите со напредната срцева слабост практично ги стратифицира кога, во која фаза и кој третман, но она што се практично оние пациенти frequent flyers или оние кои имаат чести хоспитализации, влошување покрај оптималниот медикаментозен третман, тука се оние кои имаат деескалација, значи потреба од високи дози на диуретици, вазопресорна инотропна поддршка, односно механичка и останата поддршка се до понапредната терапија. Повторно продолжувам со што значи третман кај хоспитализирани пациенти кои имаат влошена срцева слабост. Во однос на диуретиците често, и тоа е прво на што они имаат потреба, значи имаме сериозни проблеми во однос на диуретската резистенција, имаме често и многу често ренална слабост, нарушување на електролитите, и тоа е проблем во третманот на овие пациенти. Она што е препорака да треба да применуваме 2 до 2,5 пати повисоки дози на диуретици во однос на она што е примано во домашни услови. За да се надмине диуретската резистенција, тука се многу бројни механизми, значи комбинација на луп диуретици, МРА антагонисти, тиазидни диуретици. Адвор студијата покажа значаен ефект на ацетилзиломидот, применуван 500 мг еднаждневно интравенозно во комбинација со фуросемид, значено подобра деконгестија и намалување на морталитетот во првите 3 месеци. Меѓутоа, она што има многу бројни студии и метаанализи, ние често се прашуваме дали болус, дали континуирана инфузија. Има студии кои велат да, континуирана инфузија доведува на диуретици до подобар диуретски одговор, без значајна разлика во однос на бубрежната функција и електролитниот статус, меѓутоа има и спречни резултати, така да една последна метаанализа 2023 година покажа дека нема значајна реакција во однос на исходот, во однос на кардиоваскуларниот морталитет. Финално пациенти следени во тек на 6 месеци дали ќе одиме со болуси или континуирана инфузија. Доаѓаме до инотропната вазопресорна иноденотаторна терапија, која многу често има потреба овие пациенти. Она што, за жал, ниедна студија, значи сем со левосименданот, сите инотропи, инодилататори што ги користиме не покажа бенефит, напротив, зголемување на морталитетот, без оглед на кој механизам го користат, сите овие лекови го зголемуваат интраклеточниот калциум. Кислородната побарувачка и зголемен ризик од аритми не влијаат на основните механизми кои менуваат прогнозата кај овие пациенти. Левосименданот е единствен кој го намалува хоспитализацијата, има неутрално или поволно дејство врз морталитетот, па се прашуваме кога, како и колку со овие лекови, колку можеме пократко, колку можеме во пониски дози, како мост до стабилизација. Таа стабилизација, за жал, овие пациенти се во старт со лоша прогноза. Можеме да ги користиме во комбинација и кога би дошол левосименданот во опција како лек кој се покажа со најголем бенефит од сите овие, значи кога имаме бивентрикуларна срцева слабост, пулмонарна хипертензија, проблем со десно срце, исхемична срцева слабост, бубрежна дисфункција, бидејќи имаат поволен ефект и врз бубрежната функција, бидејќи се ова единствени лекови од оваа група, значи калциум сензитайзери, кои зголемуваат тропонин-тропомиозинската осетливост на калциум, без да го зголемат интраклеточното оптоварување со калциум, без да зголемат максимална кислородна потрошувачка, артериска и венска вазодилатација, со што добиваме една орган протекција, значајно намалување на пулмоналните притисоци, деснокоморна функција, затоа се покажа добри во предоперативно и постоперативно следење и подобрување на деснокоморната функција. Има дејство и после 10 до 14 дена од примената и може да ги користиме како бридж до трансплантација или до друга стратегија во примена на еднаш месечно или до 2 до 4 недели. Оваа студија, лидо студија која споредува левосимендан во однос на добутамин,
во однос на хемодинамско подобрување, намалување на пулмоналниот веч притисок, покажа значајно подобри хемодинамски параметри во првите 24 часа во однос на допутаминот и намалување на морталитетот во првите 6 месеци, иако ова помала студија. На крај, како препораки за дома, ова се изузетно огромен предизвик да се лекуваат овие пациенти. Она што како лекари мора да го направиме, да ги следиме препораките, да се придржуваме кон индивидуалниот оптимален, значи секој пациент е индивидуа за себе, секако оптимален медикаментозен третман до онаа фаза каде што можеме. Мултидисциплинарниот пристап е од изузетно значење и навремено да ги препознаеме пациентите кои имаат потреба од нешто повеќе. Сите овие пациенти имаат своја уникатна приказна, свој уникатен пат и сите ќе се сложиме дека имаат една огромна волја за живот. Така да тука е нашата огромна улога да им дадеме нешто повеќе. Благодарам на вниманието.